Борјана има среќа. Желбата да биде активен учесник во изборниот процес може да ја оствари и покрај физичката попреченост. Избирачките места на кои гласа од секогаш имале, ако ништо друго, барем пристап да го оствари своето граѓанско право. Искусната гласачка во количка понатаму, откако ќе влезе на избирачкото место, се адаптира на конкретната ситуација. Пред секои избори, жали што многумина од лицата со попреченост одбиваат да бидат дел од изборниот процес. Не знам. Значи, уборно велат. Јас, па што ќе ме мене тоа? Значи, или ме искористуваат, или ме... Не знам, јас тоа така не го гледам. Значи, имаш 18 години право на глас. Јас секогаш, лично за мене, секогаш сум имала добро искуство. И сега, ако гледаме во целина да биде тоа перфектно, не може да биде перфектно. Ама, подобро да го ставам ливчето некој друг да ти го стави, затоа што е тоа малку високо. Отколку да немаш место за гласање. Оваа неуморна скопјанка во борбата за попристапни гласачки места посетувала обука со цел одблизу да се запознае со можностите за вклучување на лицата со физичка попреченост и да се соочи со партиските ловци на гласови. Проектот Мојот глас се брои наменски беше направен бидејќи од искуствата ние што ги имаме овдека со млади лица и возрастни со попреченост, забележуваме дека нема доволно информации кога се изборни процеси или нема доволно информации, не може да дојдат до информациите кои што ги нудат политичките партии и недоволно учествуваат на самите избори. Со таа цел некако идејата беше да од една страна ги запознаеме институциите, односно и политичките партии за потребите на лицата со попреченост, кога всушност треба да дојдат до информациите кои тие ги нудат и дека секако може во нив да гледаат како наивни гласачи, а од друга страна и за можностите и способностите кои тие ги имаат, а секако и од друга страна самите лица некако да ги поттикнуваме да размислуваат за нивното учество. Борјана ќе излезе и на овие избори, по кои се надева дека конечно некој од властите ќе им овозможи рамноправен третман во општеството. Во се што некога имавме нели средба политичарите, се следуваше на нашата социјална, не знам, вакова потреба, не знам, помагало за ова, јас го разбирам тој, меѓутоа никој не поттикна, знаете, седнуваме и правиме моабет. Значи, они се го бранат својот став, а вие си кажувате што имате. Во недостаток на владини мерки за оспособување на ранливите категории и нивно подготвување во процесот на вработување, граѓанските здруженија со грантови на швајцарската фондација Цивика организираат обуки за олеснување на животот на жените. Ѓулатман Бекир има 2 деца. Повлечена, навредена и со нарушена самодоверба се пријавила на обуките во шелтер центарот. Пред обуката, значи, прво немав самодоверба во себе. Немав мотивација, бев разочарана. Ми требаше работа, имам 2 деца, самохрана мајка бев. Од тие обуки научија како да бидеме, како да се вработиме со работодавец, како да збориме, како да се представиме, секогаш да бидеме насмејани. И сега кога сум вработена, многу сум посрекна, можам да носам за моите деца, земам плата, значи. Затоа Цивика искористивме како организација која може да ни помогне, да им помогнеме ние на жените кои имаат вакви проблеми. Во овој проект беа вклучени вкупно 40 жени, по 10 од 4 града, тоа се Скопје, Битола, Тетово и Куманово. На почетокот малку наивно влеговме, сметавме дека оваа категорија на лица полесно ќе се вклопи во нашите обуки, но станува збор за исклучително тешка категорија, затоа што имаат и финансиски проблеми, но имаат и трауми кои им преча реално да може да ги посетуваат обуките и да ги совладаат. Траумите се последица од тежок семеен живот. Тие биле жртви на семено насилство и во поголемиот дел случаи жените кои доаѓа на нашите обуки поминале низ некој тежок период. Се обидовме низ обуките прво да ги охрабриме, да им влееме самодоверба, за да може да ги совладаат другите предизвици. Со овој проект мислам дека само направивме еден чекор во однос на тоа колку ние можеме всушност како невладин сектор да помогнеме на оваа категорија на лица.
Има уште многу за работа. Сметам дека на ова поле треба да се отварат и повеќе грантови, и повеќе да се работи. Има многу жени кои сега се охрабрени и би сакале да одат чекор понатаму. Чи не е поентата тие само да се охрабрат, да имаат самодоверба, да најдат привремена работа, тие мора да работат малку повеќе на себе, се отварат други можности. За жал, голем дел од жените кои ги посетуваа нашите обуки не знае или не слушнаа за владините мерки кои може да им помогнат при вработување, особено Агенцијата за вработување. Тие повеќе сакаат да ги користат мерките на Министерството за труд и социјална политика, всушност да ги користат, да користат социјална помош. Не беа ни свесни дека имаат можност со некакви разни програми на Агенцијата за вработување да отворат свој бизнис, да почнат понатаму, да се охрабрат да го направат тоа. Има разни курсеви и дообуки за кои тие првпат слушнаа. Вакви обуки за вработување, но со акцент на предприемништвото, организираат и во Сдруженијето на бизнис жени, потикнати од истражувањето за местото на жената во македонската економија. Цивика мобилитост ни излезе во пресред и ни ги даде средства, не поддржа да го направиме тоа истражување. Од тоа истражување произлегоа информации за состојбите на женското предприемништво, кои што отприлика и беа познати, меѓутоа и не многу. Особено излезе информација за самохраните мајки, на кои што ние фактички се надоградивме со овој проект. Излезе дека самохраните мајки ни се незаштитени и дека ни се една група на граѓани на кои што никој не им посветува доволно внимание. Она што можеме да помогнеме на самохраните мајки е дека можеме да ги линкуваме, барем ние од Сдруженијето на бизнис жени, со жените кои што имаат бизнис, без разлика дали сакаат да се вработат или сакаат да се самовработат, ние можеме да им помогнеме. Таков линк очекува да има и Емилија Голова, самохрана мајка, која сега, после обуката, има поинаков поглед на светот. Секако, оваа обука придонесува особено на оваква категорија на социјално изолирани индивидуи во општеството, како што се самохраните родители, да се стекнат со поголема самодоверба и секако да влезат во водите на приватниот бизнис. Значи, државата навистина мора да поведе сметка за оваквите групи на граѓани на кои што навистина им е потребна поддршка. Особено во однос на стартапите, значи на овие предпријатија кои што тргнуваат од нула, јас би сугерирала да речеме поддршката во изнаоѓање на деловен простор, поддршката во однос на трошоци за комуналии, кои што знаеме дека за предпријатијата се многу повисоки, потоа поддршка во однос на сметководствени услуги, се од исклучителна важност, барем во првите 3 години од работа на предпријатијата. А државата ретко кога водела сметка, а кога се обидува да го прави тоа, ранливите категории не се навремено и доволно информирани. Државата не успеа во сите овие години да обезбеди механизам каде што ќе обезбеди одржливост на самите активности на граѓанските организации. Она што државата го прави во моментот преку активните мерки за вработување, ревидираниот план за 2017 година, се обидуваме да потикнеме развој на социјално предприемништво и затоа во мерката мали и средни предпријатија се доделуваат грантови во висина од 10.000 евра. Исто така, во подготовка е предлог закон за социјално предприемништво, кој што би требало на подолги стази да обезбеди долгорочност или одржливост на акциите на граѓанските организации. Ние сме во фаза и на измена на закон за социјална заштита, значи подготвуваме комплетно нов закон. Тука се предвидува воспоставување на систем на социјални договори. Тоа значи дека Министерството треба да се ослободи од давањето на државно финансирани услуги на сметка на тоа да дава аутсорсинг или да објавува јавни повици за услуги кои што би ги давале граѓанските организации за сметка на државата. Без комплетно изграден функционален систем и без постоење континуитет на обуките за ваквите категории граѓани, иницирани засега само од невладени организации и странски фондации, маргинализираните групи нема да го пронедат своето место на пазарот на трудот.